И по 7 години од петкратното убиство кај Смилковско, убијците не се зад решетки. Се уште лутаме ни судските ходници и бараме правда, но правда нема, вели за еден ТВ Раде Славковски, татко на убиениот Филип Славковски. Вознемирен не сакаше да зборува пред нашата камера, но истакна дека е разочаран од премиерот Зоран Заев, кој им ветувал дека со бомбите ќе се реши овој случај, но од кога дошол на власт заборавил на нивните маки. Адвокатката на оштетените семејства Дафинка Ивановска истакна дека политиката треба да ги тргне канџите од правосудството. Барам како доказ да се употребат сите релевантни докази кои допринесуваат за целосно утврдување на фактичката состојба и казнување на сторителите на грозоморното убиство. Жално и срамно што и по 7 години се уште нема правосилна судска пресуда. Јас сум сигурна дека правдата ќе победи и до крај ќе се залагам за тоа. Одговори баре јавноста, но надлежните институции молчат. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски одговорноста за овој случај ја префрли на СЈО. Во однос на прашањето за тоа каде се наоѓаат, имавте одговор од Министерот за внатрешни работи на Република Косово во тоа време, а за сите други прашања, бидејќи овој процес е во повторна судска поставка, можете да ги добиете од специјалното јавно обвинителство. Од обвинителството пак вела дека не коментираат изјави на политичари. За петкратното убиство беше отворен случај Монструм, но судска разврска се уште нема. Прво монструмите ги гонеше обвинителката Гордана Гешковска, која бараше најстроги казни за нив. Според неа, пораката на обвинетите била: пукаме на Велики четврток за да ви биде крвав Великден, со цел да се предизвика чувство на несигурност. Тогаш на доживотен затвор беа осудени Алил Демири, Африм Јагим Исмаиловик, Езим и Хаки Азири и Сами Љута, но случајот доби целосен пресврт. Осудените за влакно ги избегнаа казните, бидејќи врховен ги укина пресудите. Предметот денес се наоѓа во рацете на СЈО, а го води судијата Огнен Ставрев. Овој случај е во доказна постапка, а стигна и до Министерството за правда, кои се уште чекаат одговор од косовските власти за екстрадиција на обвинетите Алил Демири и Африм Исмаиловик, на кои им се суди во отсуство. Откако Заев ги почна преговорите со опозицијата за еднината на СЈО, тој истакна дека сега независни државни органи го водат овој случај. Тој порачи дека бомбите кои ги има СЈО се индиции и се во државна собственост. И додека Монструм е заглавен во судските лавиринти, болката и сеќавањата остануваат. Оваа црква и два споменика вечно ќе сведочат за тоа што се случи кај Смилковско.